Гледате Трилинг, добро вечер. Во Скопје и Софија се по-нетолерантна дискусија што добива политички и безбедносни аспекти. Историските личности се воскреснуваат со различна национална матрица. Дали е на цена воинствен македонизам или реинкарниран бугарски врховизам. 119 години од смртта на Гоце Делчев или 150 години од неговото раѓање. Во Скопје актуелната политичка елита го одбегна неговото чествување. Во Софија пак бугарскиот државен врв ја затегнува реториката на нетолеранција. И во двете средини светот одамна не е културно поле за надпревар меѓу народите. Ова оставнина на Гоце Делчев како полека да избледнува. Екс-премиерот Љупчо Ѓорѓиевски не делува се поприсутен во јавноста, вклучувајќи го и неговото учество во новите диалози на релација Скопје-Софија. Токму во ова издание на емисијата, мој соговорник е екс-премиерот и лидер на ВМРО Народна партија и прв председател на ВМРО ДПМН Љупчо Ѓорѓиевски. Добре дојдовте и ви благодарам што ја прифативте поканата. На почеток, бугарскиот председател Румен Радев бара Македонија да се откаже од тврдите позиции, а од друга страна домашните историчари велат дека официјална Софија не омаловажува како држава и води политика на подценување и уценување. Што е вашата првична реакција? Мојата првична реакција горе се дека за да има кавга се потребни двајца. Тоа е стара народна поговорка. И очигледно и во македонскиот случај и бугарскиот случај се случува истото. Значи, најпрво мораме да бидеме малку самокритични према нас. Факт е дека Македонија во сите овие децении не смени ништо. Ајде, додека во комунизмот имаше некакво оправдување, после во демократизацијата навистина немаше некој посебно оправдување за тоа. Значи, во овие 30 години со мали исклучоци на одредени политики кои се случуваа да се раздвижат работите композитивно, ние како да останавме во старата реторика и старата приказна према Бугарија. За жал, она што морам да го кажам, и тоа го кажувам и пред бугарски медиуми, во моментот кога дојде еден исклучително позитивен пример, се однесува на господин Заев, кој направи многу чекори за да се смени политиката према Бугарија. И тоа затоплување се чувствуваше на многу полини и во многу сфери. Бугарија реши да заигра тврдо во еден многу погрешен момент, и тоа прво со 3 акта кои сметам дека се доста груби и доста сурови према Македонија. Прво, тоа беше декларацијата на бугарскиот парламент, потоа нешто како резолуција или не знам што испратија, меморандум испратија до Брисел, меѓутоа тоа е исто така официјален документ. И третиот акт, тоа е актот на самото вето. Јас пред да почне целата таа кампања бев таму, зборував и на телевизија, кога беше самото ставање на вето, повторно отидов, сакав да ги предупредам дека ќе направат една голема грешка. За жал, тие беа влезени во еден филм тогаш на ветото и се случи тоа што се случи. Практично, сметам дека за последниот циклус на таа негативна спирала на говори на омрази, навистина се повеќе виновни бугарските политичари отколку македонските, затоа што навистина имаше една тенденција од македонска страна многу работи да се променат во тој однос со Бугарија. Во целата таа насока можам да кажам дека сега има малку самокритичност и од двете страни. И едната и другата страна обвинува за говор на омраза, меѓутоа очигледно едната и другата страна го потпалуваат тој говор на омраза. Ако денеска еден висок државен функционер во Бугарија каже: "Вие македонците сте измислена нација, вие македонците сте нација која не постоите", нормално е дека утре ќе имате десетина портали, десетина политичари кои ќе вратат на тој говор на омраза, и токму тоа е тој пример. Другиот ден бугарските политичари ќе речат: "Еве, гледајте каков говор на омраза има во Македонија", и сето тоа како да влеговме во еден циклус во кој се надпревараме кој што повеќе омраза ќе блуе против едната и другата страна. Како да излеземе од тој историски крстопат?
Бугарија ностоп некој е крив затоа што не е присутна во Македонија, меѓутоа од друга страна јас забележувам една огромна статичност на бугарската политика. Например, се фатиле за железничката линија и тоа го изнесуваат како најголем проблем во поглед на економијата меѓу двете држави. Во ред, тоа е така. Таа железничка линија не е направена, меѓутоа тоа е една огромна инвестиција дури од нашата влада до ден денеска, која Македонија навистина треба многу да се задолжи за да ја направи. Меѓутоа, од друга страна, вие гледате, имате два гранични премини од наша страна кои беа направени уште пред 20 години, од бугарска страна никој не мрда да ја направи нивната страна на граничните премини. Имате ситуација кај што да речеме граничниот премин кај Благоевград Делчево, тесното грло е од бугарска страна. Не сакаат да дадат 2-3 милиони евра за да прошират да направат модерен граничен премин. Да не зборуваме дека меѓу Косово и Албанија се спремаат 12 гранични премини, ние не зборуваме за нови гранични премини. Понатаму одиме, кој им пречи на Бугарија да отворат модерен културен центар? Првите 20 години културниот центар бугарски не можеше жив човек да го најде, сега е сменет, меѓутоа и денешното место не е нешто подобро. Им беше овозможено да пуштат телевизиски канал бугарски во Македонија, јас не знам кој успеа толку банален телевизиски канал да препорача да се пушти во Македонија. Тој телевизиски канал, освен документарни филмови, играни филмови од 60 и 70 година, не можете да видите ништо модерно. Значи, самата Бугарија се представува на еден начин кој просто како непријателите да им ја прават таа политика. Тоа е статичноста на бугарската страна. На македонската страна, исто така не знам што се случува. 100 милиони евра пред 2 години беа испуштени од Европската унија за железничкиот коридор према Бугарија. Кој е тој што во македонската влада ја блокира Македонија 100 милиони? Значи 100 милиони евра да ти ги дадат, ако треба железничката линија према небото да ја направиме, сметам треба да ги земеме тие 100 милиони, ќе биде некакво учество во GDP-то на Македонија. Господин Георгиевски, недела 150 години од раѓањето на Гоце Делчев, дали имаќе во предвид дека во Софија му се одаде голема почит на Гоце Делчев, за разлика од тука кај нас дома, каде што освен Мицковски и председателот Пендаровски, останатиот дел од државното раководство со мала доза на предпазливост. Дали несвесно или свесно им го препуштаме Гоце Делчев? Не, мислам дека не е тоа. Туку едноставно сметам дека во последно време настана трка околу Гоце Делчев. И јас мислам дека и ако ги погледнете и бугарските одбележувања низ годините биле јубилејни, или на 5 години, на 10 години, обично се дава поголемо значение на тие познати историски личности. Меѓутоа, гледате, еве, кога отворивте прашањето на Гоце Делчев, јас сметам дека тогаш пред ветото имаше една многу добра позиција од македонска страна, каде што без многу наблегувања и дискусија околу многу елементи на Гоце Делчев, македонската страна преку председателот Пендаровски, преку премиерот Заев и председателот на комисијата, историската комисија, рекоа во ред, еве можеме да објавиме дека Гоце Делчев е заеднички херој и македонски и бугарски. И мене ми е жал што бугарската страна не свати каква остапка е тоа од македонска страна. Што значи од македонска страна да се каже дека Гоце Делчев е заеднички херој на македонската страна и на бугарската страна. И мене ми е жал што целата таа историска комисија, од бугарска страна посебно, не сваќа каква шанса добила и дека од македонска страна има расположение некои стапки да се направат кон доаѓање до она што се нарекува некаква релативна вистина околу одредени македонски историски ликови, и таму преовладува една атмосфера кај што Македонија треба да се победи 10-0. И ние ќе мораме да ги признаеме некои ноторни биографски факти за Гоце Делчев, кои се такви во историјата, а нашата историја ги крие. Да речеме, некој од тие би спомнал јас, дека Гоце Делчев, целото негово образование во рамките на бугарската екзархија, веќе тоа и се зборувало и дури во комунистичка Југославија. Дека Гоце Делчев
сакал да биде бугарски старешина и тоа е кажано во македонската историја. Меѓутоа, да речеме, во македонската историја се уште се крие дека Гоце Делчев е учител на бугарската езгархија во Македонија, кој предавал по бугарската школска програма и по тоа ги учил. Гоце Делчев го научил Тодор Александров како учител во бугарската школа во Штип. Ние мораме да кажеме дека Гоце Делчев како задграничен представник во Бугарија бил редовен член на состаноците на Врховниот комитет. Ако некој од Централниот комитет најблизок и постојано бил присутен на комитетите со Врховниот комитет, тоа бил Гоце Делчев и Ѓорче Петров. И кавгите со врховистите се случувале во канцелариите на Врховниот комитет во Софија. Таму се карале. Господин Ѓоргиевски, после секој ваше појавување ја вренувате јавноста. Неодамна гостувавте на една телевизија во однос на Тодор Александров и Ванчо Михайлов. Велите, тие се основоположници на Обединета Македонија. Ванчо Михайлов... Независна идејата. Според одредени историски записи, Ванчо Михайлов се залагал Македонија Швајцарија на Балканот, но без македонци. Горас, ќе видам многу сурово директен, како што викаш ти, секојаш сум бил провокативен, еве сега ќе ми дозволиш да бидам провокативен. Значи, Ванчо Михайлов, Тодор Александров, Борис Сарафов и многу други што ги нарекува македонската историографија врховисти, се залагале, зборувале дека во Македонија живеат македонски бугари, затоа што во нивно време тоа било мнозинството со кое тие се соочувале, зборувале и говореле секој ден. Знаете, нашите проекции од југословенската комунистичка историографија ги проектираме назад во историјата и како на бинго велиме овие се позитивните, а овие се негативните. Кога ќе погледнете и кога ќе ги разгледате биографиите на сите македонски револуционери, преродбеници, вие ќе се сочите со една сурова реалност која денешната македонска историографија тешко ја признава и тешко зборува за неа, а тоа е дека Ванчо Михайлов по прашањето на националната самочувство се определувал на ист начин како што се самоопределувал и првиот председател на ВМРО Христо Татарчев. Човекот 1953 година починува, има спомени во кој за народот кој живее во Македонија го зборува истото што го зборува и Ванчо Михайлов, значи тој е председателот на Гоце Делчев, на Даме Груев, на Ѓорче Петров, на Јане Сандански. Христо Татарчев е 10 години председател на ВМРО. Гоце, Даме не се председатели на ВМРО. Ние го имаме избришено и првиот председател Христо Татарчев, токму заради тоа што 8 години живее после слободна и независна, така наречена слободна Југословенска Македонија и не сака да се врати во Македонија. Значи, во таа насока доаѓаме и другиот абсурд. Пазете, ние велиме нема говор на омраза против Бугарија во против бугарите во Македонија, а дисквалификуваме луѓе од македонската историја само по еден основ, затоа што им наоѓаме некоја книга, некој интервју кај што се декларирале за бугари. Меѓутоа, повторно ќе ја кажам суровата вистина. Кога Ванчо Михайлов, зборувал за македонски бугари, и левицата и десницата го зборувала истото. Дури после 1934 година и резолуцијата на Коминтерната, дел од ВМРО Обединета почнува да се декларира како македонци по националност. Односно, дури е луцирано првото декларирање на некој македонец како македонска нација. Господин Ѓоргиевски, зошто тогаш толку голема врева се дигна во македонската јавност во однос на отварањето на културниот центар во Битола со име Ванчо Михайлов? Затоа што не можеме да излеземе од шаблоните на нашиот југословенски, југословенска шема на периодот на Ванчо Михайлов и она што беше парадоксално, најголемата хистерија ја крена десницата, односно ВМРО ДПМН. И јас, тоа многу јасно го кажав, неодамна ќе го потенцирам. ВМРО ДПМН во својата политичка платформа има вградено 3 конгреси на Ванчо Михайлов,
И ВМРО денешно, ВМРО ДПМН има поголем континуитет со историското ВМРО колку СДСМ со комунистите. ВМРО ДПМН во 90-те години ги собра сите живи ванчовисти, кои беа судени од југословенскиот комунистички систем. И што значи сега оваа хистерија што ја прави ВМРО ДПМН? Значи дека УДБА е во право што ванчовистите после 45-та година ги затварала, тепала и мачела во македонските затвори. Нешто што се обидувавме со децении да го поправиме во Македонија. Да ги рехабилитираме, затоа што тие ванчовисти во Македонија се единствените луѓе кои се бореле за самостојна и независна Македонија, додека Македонија била под Титовото робство и Титовата окупација. И ние до кај дојдовме? Ние дојдовме во една тотална перверзија, каде што жртвите за самостојна и независна Македонија ги правиме предавници, а удбашите ги правиме херои. Тоа го прави ВМРО ДПМН. Тоа е тотален парадокс на денешното постоење на ВМРО, на идејата на ВМРО. Дали македонските, па и бугарските политички елити се заробеници на историчарите кои понекогаш различно, погрешно или апсолутно зависно индивидуално си ја толкуваат историјата? Апсолутно можам да кажам дека ние имаме две екстремни позиции и во македонската историја, меѓутоа и во бугарската историја, и вие пазете сега, само заробувањето е на обратен начин. Вие во Македонија имате попрогресивни политичари кои велат дајте, мрднете. Не сум само тоа јас. Вие следете ги изјавите на премиерот Заев, следете ги изјавите на Пендаровски што беа не последните тие пред година и пол. Денко Малевски кој бил министер за надворешни работи на оваа држава и на други господин Владимир Бучковски, премиер. Пазете, ви имате 3 премиери и еден председател на држава кои велат дајте поотворено зборувајте за оваа заедничка историја со Бугарија. Ви имате историчари кои се вкопани во нивната југословенска мисла и не мрдат, и сега тие се тие кои се спремни да го конзервативизмот, југословенизмот да го носат во Македонија. Тоа е едниот пристап. А во Бугарија имате друга страна. Вие гледајте, представници на Бугарската историска комисија, посебно председателот Ангел Димитров, кој едно време ми беше и релативно добар пријател, 2 пати го опоменува премиерот на Бугарија, му вели, пази што правиш, со писмо и со интервјуа. Тоа е парадоксална состојба. Ако некојаш се жалеле историчарите дека се натерани од политичарите да пишуваат лажна историја, денеска политичарите не можат да се ослободат од притисокот на историската конзервативна мисла и во Бугарија и во Македонија. Делот разумниот глас во Софија вели дека делот политиката на бугарските власти создаде атмосфера на бугарофобија. Да, тоа е така. Јас им го кажувам нон-стоп таму на интервјуата, дека џабе ви се сите декларации, џабе ви се и сите договори што ќе ги подпишеме утре, кога омразата која настана во последните 2 години, ќе треба 10 години да ја лечиме после. На крај краишта, мавни ги сите декларации, макни ги сите договори на страна, дајте да видиме како живее и како комуницира обичниот човек. Тоа е основната приказна на едни односи меѓу два народа и две држави. Како да излеземе од овој политичко-историски вртлок? Па очигледно мора да се трудат сите оние кои бугарската тема во Македонија се обидуваат на дневна основа да ќарат некој поен во Македонија и во Бугарија. Очигледно исто така стана таму исто модерно. Таму политичките партии се надпреваруваат кој ќе биде поголем бугарин врз темата Македонија. Тие немаат други национални прашања. Сега Македонија има основното национално прашање врз кој се надпреваруваат кој поголем бугарски патриот ќе биде. Дали политичката битка меѓу Скопје и Софија ќе се сведе на уставно-правниот статус на бугарите во Македонија? Па гледajte, мене ми е жал што ние таа реторика на добрата волја на премиерот Кирил Петков и на уште некои други политичари таму, не ја свативме и не сакавме да бенефицираме од тоа. И жал ми е дека, еве како што се развива работата во Бугарија, тој е на стаклени нозе. Значи, бугарската влада стои на постаклени нозе, колку што македонската влада. Јас не можам... Заговарате тезата дека сега
моментот кога треба да се пресече? Па, јас според последната изјава на министерката за надворешни работи, а и според последната изјава, вчерашната изјава на председателот Радев, кај што вели дека правата на бугарското малцинство во Македонија се основна работа преку која не можеме да поминеме, јас сваќам дека тие праќаат јасни пораки, дека основната работа за одиме напред натаму е да го гарантираме преку уставните промени слободата на бугарското малцинство и правата на бугарското малцинство во Македонија. И јас сметам дека е парадоксално за македонската политика и власт и опозиција да ја испуштиме оваа шанса. И за Пендаровски како дел од власта, и за представниците на ВМРО ДПМН како дел од опозицијата, кои не сватија дека ако не ја пуштат власта сега да реши некои проблеми, ќе мора утре тие да ги решаваат тие проблеми кога ќе дојдат на власт. Значи, на крај краишта секој е одговорен. Значи, ние за политички, за некои настани во Македонија сме одговорни и како политичари, кои во моментот решаваат и носат одлуки, и како бивши политичари кои сме имали учество, и како интелектуалци, и како новинари. Значи, сите имаме некаква одговорност за крупните прашања во државата. Господин Георгиевски, што е разликата помеѓу договорот што вие го подпишавте како премиер со тогашниот ваш колега Костов и она што го договорија и го ставија на хартија Заев и Борисов? Каде запна работата? Разликата е во тоа што во нашиот договор немаше никаква обврска за Македонија. Имаше само изразена желба со декларацијата да бидеме пријатели и да градиме пријателски пријателски односи, да го нема говорот на омразата, уште тогаш беше тоа поставено. И за жал, мислам дека во таа идеја, во тој концепт да се гради пријателски односи, потврди повеќе Македонија отколку што потврди Бугарија. После дојде договорот, значи, практично клучната разлика е во тој историскиот дел, историската комисија. 5 години се зборува да се сменат учебниците, кај што ќе се свари тој говор на омраза кој го луцирале од бугарска страна, да речеме, да се свари тоа дека се татари, номади, грабачи, плячкаши. Ја не сум го видел тоа лично во македонските учебници, меѓутоа најверојатно е така штом ги цитираат тие фрази. Што сега треба, што чекаме ние 5 години за да седнат таму од Министерството за образование и тие 5 реченици да ги извадат од учебниците. За треба да чекаме на крајот договора да се подпише, што чекаме, ја не можам да разберам. Пошто веќе следите интервју со лидерот на ВМРО Народна партија и поранешен премиер Љупчо Георгиевски, ВМРО ДПМН, вашата првична матична партија, чиј еден од основачите бевте и прв председател, најавува активна блокада на собранието. Тоа сигурно ќе донесе до уште поголема политичка блокада на системот. На крај крајшта не верувам дека тоа ќе ја натера владата да даде оставка или да падне или не знам што. Тоа ќе донесе само повторно една штета на Македонија, која на крај краишта сега релативно високиот рейтинг на ВМРО ДПМН не може да го крене, може само да го урнисе, затоа што многу луѓе ќе речат чекајте што прават сега овие. И ќе промовира еден систем каде што сега тие ќе ја направат блокадата, утре кога тие ќе формираат владата, па на новата опозиција на СДСМ ќе рече окей, вие во претходниот мандат одевте со ваква блокада, сега не имаме легитимитет да донесеме блокада и ќе се вратиме во некој круг перманентен. Дали ќе навлеземе во нова политичка криза, натрешна, која на некој начин ќе предизвика и одоговлекување за решавање на некои многу покрупни прашања. На домашен и на дорешен. Од 90-та година сме си перманентно во некакви кризи, така што најверојатно и оваа криза ќе ја поминеме. Не? Во секој случај не очекувам да биде некоја катастрофална криза. Секоја таква блокада си носи дел од кризата, меѓутоа сме поминали потешки кризи, нели? Сега на крај краишта, нели, добро е работите да одат побрзо, да се движат побрзо. Тоа е многу важно. На крајот, дали денешното ВМРО ДПМН предводено од Мицковски го препознавате со ВМРО ДПМН од 90-тите? Јас тоа мислење го имам кажено уште кога беше лидер господинот Груевски. Тој ВМРО ДПМН максимално го југословенизира, односно поконкретен да бидам, од ВМРО ДПМН направи антички југословени, луѓе кои во исто време беа и античари и југословени. Денешното ВМРО како да се полека дистанцира од античкиот период,
Меѓутоа очигледно југословенскиот карактер никако да го забрави. Погледнете ги формулациите и идеологијата на ВМРО, вие ќе видите дека речникот на ВМРО ДПМН по националните прашања е југословенски. Тоа што сме го слушале 50 и 55 година го слушаме денеска од ВМРО ДПМН. Односно, да бидам уште по-конкретен. Речникот во раните 90-ти години кој го зборуваше ВМРО ДПМН, денеска повеќе можете да го чуете во СДСМ, а речникот што го зборуваше СДСМ од 90 до 95-та, 6-та, 8 година, денеска го зборува ВМРО ДПМН. Како дојде до таа идеолошка претумбација, мене не ми е јасно, меѓутоа тоа е реалноста. Они кои се постарите, кои ги слушаат денеска приказните и наративите на СДСМ и на ВМРО ДПМН, не можат да не се согласат со тоа. Може би затоа СДСМ ми е денеска поблизу колку ВМРО ДПМН. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам. Поштовани вече, тоа беше Љупчо Ѓоргиевски, председател на ВМРО Народна партија и поранешен премиер.